Почитуван председател на комисија, почитуван министер за внатрешни, почитуван директор на Центар за управување со кризи, почитувани колеги пратеници. Се надевам дека пред се колегите од власта и почитуваните представници на владата ќе имаат во предвид дека и ова, како впрочем и предходните продолжувања на кризните состојби, се поддржани и овозможени од опозицијата. И мислам дека се помалку ќе слушаме оправдувања од аспект дека опозицијата ја блокирала работата на Собранието на Република Македонија, а повеќе ќе слушаме конструктивни, издржани предлози преку кои заеднички можеме да помогнеме во подобро справување со оваа пандемија. Ја нема да зборам дали е добро сме се справиле како држава или не, впрочем тоа го чувствуваат граѓаните, го искажуваат, а тоа може и да се заклучи од сите оние параметри кои што на глобално ниво се водат како статистички бројки, а и сега конкретно од процентот на вакцинирани и како и се што прави оваа влада ќе тргне некаде, меѓутоа без компас и без визија, под некаков притисок ќе се повлече и повторно немаме стратегија за посериозна вакцинација на населението од аспект на зголемување на тој процент, затоа што, впрочем, сите релевантни меѓународни институции укажуваат дека вакцинацијата сега за сега е единствен каков таков механизам за намалување на ширењето на ковид пандемијата. Втора работа е, веќе имам, можеби порано имав чувство, сега сум више убеден дека, за жал, оваа влада кризите ги користи како параван за зацкривање од својата неспособност во работењето, затоа што на секоја критика, без разлика дали доаѓа од опозицијата, дали доаѓа од граѓаните, дали доаѓа од невладиниот сектор, одговорот е дека има пандемија која што не била само во Република Македонија, туку во цел свет, и тоа е тоа. Тука застанува дискусијата и секоја понатамошна посериозна анализа, и овие кризи веќе ни се зголемуваат и оправдувањата се секогаш исти и несуштински. Јас сакам само да потенцирам дека нас не гази времето. Работите кои што сме требале да ги направиме во соодветен тајминг не сме ги направили, сега е очекувано да имаме лош исход. Пред се ќе зборам од она што ми е најблиску, а тоа е неспроведување на проекти од аспект на дигитализација на институциите во Република Македонија, она време кога требало тоа се спроведе. Сведоци сме. Нема да злоупотребам конкретни случаи, за да не бидам погрешно сватен, меѓутоа нема област во која што нема да произлезе ова моја теза, тоа е дека имаме некоординираност на институциите, пред се поради слабата дигитализација на јавните услуги, односно на оние задачи кои што треба да ги извршуваат институциите и владата. И впрочем ова го има забележано Европската Унија, која што во едно истражување пред некоја недела објавено, наречено e-Government Benchmark за 2021 година, од 36 земји, значи сите земји членки на Европската Унија, земјите од ЕФТА спогодбата и земјите кандидати за членови на Европската Унија, 36 земји, меѓу кои Република Македонија, ние сме рангирани на 35-то место, подобри сме само од Црна Гора. Во делот на e-Government, односно во делот на дигитализација на оние владени услуги, владени институции и пред се координираноста помеѓу институциите. Затоа нас ни се случува да имаме неколку институции надлежни за гранична контрола, а на крајот да немаме поима како држава кој влегува и кој излегува
од Република Македонија. Ако ги следиме примерите на европските држави, па и на некои наши соседни држави, имаше добри системи со кои граѓаните пред да влезат во одредена држава се пријавуваа на одредени платформи, така што генерално државата имаше увид на она кој влегува во државата, од каде доаѓа и сите оние анализи на ризици кои што во позадина може да се направат пред одреден граѓанин да влезе во конкретната држава. Имам чувство дека за нас е тоа некоја далечно недостижна задача, а е многу едноставна и справедлива и доколку сме си ги завршиле домашните задачи изминатите години, ќе беше нешто што ќе беше многу лесно изводливо. И затоа ние еве сега нели следи опасност од новиот сој на коронавирусот Омикрон и да сакаме како држава, еве, нека ми ја побија тезата, и да сакаме да спроведеме поригорозна контрола на границите, ние немаме таква можност како држава. Немаме можност да го направиме тоа. Имаме можност да затвориме граници, онака со одредба физички, меѓутоа немаме можност за посериозна контрола на она кој ќе влегува и кој ќе излегува во државата, за да можеме, како што реков, да вршиме анализа на ризик на оние потенцијални граѓани кои што би влегле во Република Македонија, а потекнуваат некакви ризични подрачи. Имаме задолжено Министерство за внатрешни работи, имаме Царинска управа, имаме координатори за гранично управување, имаме се и се што, меѓутоа ефектот е дека немаме ништо и дека не знаеме што ни се случува на границите на Република Македонија. Доколку си ја работевме задачата, доколку ги дигитализиравме сите овие процеси, ќе беше многу поедноставно да спроведуваме мерки, ќе имавме поширок опфат на можности или алатки за менаџирање на кризата, и затоа и на претходното продолжување на оваа одлука за кризна состојба на ова, ќе кажам дека ефектите од ова се единствено тоа што владата ќе каже дека спровела, односно предложила и донела кризна состојба, и тука завршува приказната, управувачи комитети се она формално како што се наложува законот си имаме, меѓутоа ефектите од ова се малку мали или скоро никакви, и можноста за влијание е многу мала или никаква. Така што, гледајќи од позитивен аспект, се надевам дека ќе сватиме и дека оваа пандемија дополнително ќе ни ги отвори видиците колку е битна инвестицијата во дигитализација на владените институции и дека во наредниот период помалку пари ќе се трошат на набавка на нови возила во министерствата, вклучително еве пошто е тука и министерот за внатрешни работи, а и други некои непродуктивни трошоци, а многу повеќе пари ќе се вложат во дигитализација на процесите, така што нема во 21 век и во 2021 година да зборуваме за воведување на електронски систем за сообраќајен записник. Тоа е нешто што сме требале да го направиме многу одамна. Како Министерство за внатрешни работи, конкретно затоа што тука е министерот за внатрешни работи. И ќе имавме увид, доколку имавме вакви системи, прецизен увид кој автобус, со која регистрација, кои патници, кој возило е напуштило државата и кои патници, која регистрација и кој возило влегло во државата, а не да сме сведоци на играње пинг-понг помеѓу министерствата и соодветните институции. Така да, во позитивна насока, мислам дека дигитализацијата, која што ни доцни, е нешто што мора да се даде акцент во наредниот период и институциите да се мотивираат или да ми се наложува да вршат дигитализација на своите процеси и она што е побитно, со што ќе надминеме некоординираноста помеѓу институциите, да бидат дигитално, односно електронски поврзани преку размена на соодветните податоци. Мислам дека таму е
не е иднината, тоа е више излитана форма, таму е сегашноста, но за нас тоа е иднина. Благодарам.